Добре дојдовте во третата епизода на моето видео, а тоа е објаснување како се вложува во држави. Кога ќе си премиум маркетер. Ова видео го правам специјално за мои пријатели некои се маркетери, а некои кои што се двоумат да станат маркетери. Бидејќи видеото се снима во работно време во канцеларијата кај што примам порачки за таксито, ќе им проста кога самото видео ќе стопира во одреден момент, затоа поради природата на работата е тоа значи дека во моментот на тој начин примам порачки. И сега, како што рековме, одеме во да доплатиме уште 250 шопинг поени, поточно уште 150 шопинг поени, затоа што, како што гледаме во SP Evaluation for the Balance Program, моментално гледаме претходно, ево да се избистри, само момент, дека имаме 100 шопинг поени акумулирано претходно. На некои пријатели од Швајцарија, од италијанскиот дел и некои други што се во Италија ме праша што значи тоа акумуло шопинг поен. Значи, претходно вие може да си ставите пред месец ден или колку, да си купите дали една 50 шопинг поени од тези шопот, дали 100 или 150 и на тој начин да ги вложите во личниот баланс или пак во некоја држава ако сте премиум маркетер. Јас од пред месец-два имам акумулирано 100 шопинг поени и пишува актуелен баланс. Ми треба уште 150 шопинг поени да акумулирам и за да ги вложам во наредните држави по 50 шопинг поени, односно 50 евра во секоја од држава, односно во BC1, баланс категорија 1, да ставам по една единичка во секоја држава, моментално која што е отворена. Да кажам дека овие држави се отворени до денеска, односно до утре сабајле в 2 часот по полнок по централно европско време. За овие што се преку океанот што го гледат ово видео, тоа некаде тие што се во источно Easter Time по америчко, некаде значи 6 часа пред 2 часот. Значи од самата фирма дозволено е до 2 часот по полнок во централно европско време да се вложува, овие држави се отворени. Овие што се да речеме во источно американско време, овие држави ќе бидат отворени некаде до 18 часот. Како ќе дојде тоа? Да, 18 часот по централно, ова по источно американско време. Овие што се во Бостон, во Њујорк и така натаму. Како ќе акумулираме шопинг поени? Се акумулира преку шопинг поени преку EasyShop Points и преку новата бустер програма. Еве сега ќе ви објаснам. Значи, преку новата буст програма, пакетот Campaign Pack ви дава 50 шопинг поени. Но предвидејќи овој месец јас сум го активирал Campaign Packот, единствен начин за да акумулирам шопинг поени е преку EasyShop Points. EasyShop Points. EasyShop Points се наоѓа во бизнес и во EasyShop Plus. Еве, EasyShop Plus. EasyShop Plusот правилото е месечно ви дава еднаш да купите
и това минимално от 50 евра, ако сакате, и най-много ви дава 3 пъти да купите, системът дозволива 3 пъти пута 150 шопинг поени, односно 3 пъти пута 150 евра. Тоа е правило от лайконат маркетерството за некој кој што има премногу пари, а сака да вложи повеќе во шопинг поени. На тој начин тој му дозволува најмногу 3 пати месечно преку кредитна картичка да акумулира 3 пати месечно по 150 шопинг поени. Најмалку е еднаш по 50 шопинг поени. Одеме во EasyShop Plus, одеме во чекор 1, а тоа е активирање на EasyShop Plus. Во овој случај мене ми треба 150 шопинг поени, односно ако 150 евра, а тоа е според, како што реков, 100 шопинг поени се 6500 денари, а 150 9750 денари. Значи EasyShop Plus го подесам за 9750 денари или 150 шопинг поени. Ја додам во кошничката за пазарување и преминувам кон плаќање. Во овој случај, на сит кој да и стане јасно, вие подесувате каде сакате да ги акумулирате овие 150 шопинг поени. Како да ги акумулирате и во овој случај одеме собирај шопинг поинт и доделите ги рачно, само да се избистри, најгорното поставуваме. Имате автоматизирано поставување во мојот личен баланс, тоа не ни треба, и автоматизирано книжење во националниот баланс на сите држави со лайкен програмата. Тоа ќе ви обяснам во друга видео. Кога ќе поставиме на собирање шопинг поинт и доделите ги рачно, одиме на опцијата понатаму. И следната чекор како да се плати, во овој случај се плаќа преку карчика, преку платежно средство карчика, или доколку имате претходно пари оставено тука во лајконот, може и да кажеме преку плаќање преку трансфер. Или баланс бонус. Баланс бонус е кога преку личниот баланс ви стигат пари, како што реков во овој случај, доколку исполните некој услов, да кажеме 35 со единици. Но ние преминуваме на платежно средство со карчика и на овој начин ќе ги акумулираме овие 150 шопинг поени.